Вестите завршија, гласањето заврши и сега е време за резултатите. Тоа значи дека е време некој да го напушти шоуто оваа вечер. Некој или некоја, некој и некоја, варијантите се многу. Има многу варијанти, но тие ќе ги дознаеме за многу кратко време. Сега е време да видиме како кандидатите си поминаа минатата недела. Пеењето не е единствената обврска на кандидатите. Оваа недела ги развеселија најмилите во градинка и се подсетија како е да си дете. Едно дете сонува во светот, на бајките патува. Много хепи дей! Значи, не само што сум кај мене мало кај мене во градинка, туку и ми одговара духот, зашто јас сум така на моменти малце како дечињава по прлава. Многу ми е убаво. Плачковци, многу кажала што ми дојда. Од базенот ги извадивме само кога им кажавме дека одиме во кино. Да не му се спие на некого. Јуле, држи ги очите отворени. А за вечера суфлаки. На здравје, момци и девојки. А прошетката на водно и те како им дојде добро. Кико од песните ја избра Мадона, а и во стајлингот сакаше да ја имитира. Само Мадона во младоста. Во Борис Трајковски момците ги однесовме на една партија баскет. А за тоа време, девојките уживаа во масажа. Колешка, јас и ти ќе причекаме да заврши шоуто, да помине и финалето и до самиот крепа, ќе си уживаме, ќе си дозволиме едно вакво уживање. Аха, може би. Може би. Сега ние ќе уживаме, а тие нека се тресат. Не би рекла дека некој од нас ќе ужива, бидејќи исто така и јас и ти ги чекаме резултатите, како и оваа публика и нашите кандидати под силен притисок. Еден аплауз се разбира за нашите кандидати, кои што ги очекуваме на сцена. Ако се овде, ако се отишле дома, ништо. Да, може и сите да ги испратиме дома. Така, во меѓувреме додека ги чекаме кандидатите, додека се соберат сите и се комплетираат, повелете на сцена. Нашето жири има нешто да соопшти, еве таа можност на Калиопи ќе ја дадеме. Па нека дојдат најпрвен сите учесници, затоа што веста која што имам да ја соопштам се однесува токму на нив. Слушайте внимателно, има една вест Калиопи која што треба да ви ја соопшти. Ајде, дојдете сите. Имам една ексклузивна вест која што треба да ја споделам вечерва со сите вас, со нив и со оние кои што се пред малите екрани. А тоа е дека на оние кандидати кои што вечерва ќе останат понатаму во игра, еден магазин реши да им ја подари нивната прва насловна страница. Браво! Тоа е убава вест не само за кандидатите, туку и за оние кои што се нивни фанови, оние кои што ќе може да си ги имаат веќе дома, па постарче, па првото Да, се надам дека постарче. и јас и ти еден ден ќе бидеме на насловната на едене, Добро, да ние како сме и биле, нашата ајде. жирија и оние кои што ќе останат Јас се во надам дека кандидатите. заедно ќе бидеме сите, некогаш на насловни. Ау, со Тони. Има време. Па со Тони, да. Јас и Тони. На насловна. Да не Добро да должиме стајде многу. резултати. Да не должиме многу. Може и Ајде средината почнеме. да ја покриеме. Дали сте добри? Да? Добри сте. Одлични сте. Одлични бевте и вечерва на сцена. Но некој не се покажал добро во очите на публиката. Некој во еднина или во множина? Тоа, некој или некој. Некој или некои? Вечерва не знаеме дали ќе излезе еден, двајца или тројца. Иван, Иван, стани.
Скромноста и приземноста ќе те однесе далеку, беше меѓу другото коментар на Калиопи. Евгелија треба да се горде, рече Игор, и музиката излегува од тебе, коментарот на Тони. Сума сумарум. Мики? Песната која што ја пееше е песна за пеач како тебе, беше коментарот на Игор. Нешто слично искоментира и Тони, песна која за тебе. И глас и пеење, волшебни, спомна Калиопи. И Дејан треба да го видиме. Ке ми суфлираш, колешке, пошто многу слабо јас ги слушам од режија. Ајде за Дејан коментарите накусо. Тони дочека да те види да скокаш на сцена и тоа ни се допадна на сите ова вечер. Најголем напредок од почеток до денеска е коментарот на Игор и Калиопи ти подари роза, тоа е излишно да го коментираме, нели? Затоа што е позитивно. Од вас тројца, ниту еден нема да седи на ова столче. Океј, ќе си честитаме после, подоцна, имаме уште работа. Ајде, ајде. Кои се следни? Ајде. Јуле. Тони, рже не се држе. Рже. Игор, сосема достојно на оригиналот, а Калиопи рече дека насмевката блесна по не знам кој пат. Ивица. Вистински човек на вистинско место во вистинско време е коментарот на Игор. Тони, мисли дека треба да стигнеш далеку, а Калиопи даде оцена дека е одлично испеано и мошне светски. Што кажа публиката? Ке дознаеме откако ке го видиме Нико. Професионалец и на сцена и позади неа е коментарот на Тони. Калиопи вели дека би му фрлила големо плишано мече да имаше, а Игор вели дека ќе дознае Селин Дион за тебе преку YouTube. И Емилија. Прибрана, точна, прецизна со еден збор sober, како песната што ја пееше. Е коментарот на Игор. Тони вели дека си перфекционист, а Калиопи е задоволна. Имам чувство дека еден од вас или може би двајца од вас ќе седнат на овие столчиња.
Зашто, Христијан, така? Зашто? Не, знае како е, па поддржува. И време е да кажеме кој. Ивица? Тоа не си ти. Јуле? Нико? Емилија? Нико, ти одиш понатам. Одиш понатаму и не треба да тргнеш до столчињава. Јуле и Емилија. Емилија? Јуле? Јуле, ти одиш понатаму. Емилија, повели вишо. Седни си. Виктор? Виктор Игор прокоментира дека слушнал за тоа што си го прокоментирал ти, дека и да не се појавиш на идол, ќе победиш. Остани да газиш на земја беше коментарот на Тони и прекрасен си коментарот на Калиопи. Јана? Јана. Калиопи испушти крик и ти ја даде мењушата, сега си комплетна. Но тоа не значи дека не треба да се трудиш ако поминеш понатаму. Комплименти имаше и од Игор. Го премина плафонот, но имаш уште за нагоре, беше коментарот на Тони. Кристијан. Критиката од минатиот пат влијаела, прокоментира Калиопи. Пееш како жена, но коментарот беше во позитивна смисла, се разбира, од Игор. Се исправи брзо после падот и тоа е за почит, беше коментарот на Тони. Кој? Билјана. Остана без коментар по твојот настап Игор. Изгледаш волшебно, прокоментира Калиопи. Како да го правиш ова цел живот, беше коментарот на Тони. Двајца од вас четворица ќе седнат и ќе ги пополниме столчињата. Христијан. Билјана. Еден од вас двајца ќе седи овде. Дали ќе се повториме од минатиот пат или не? Тоа е Христијан. Билјана, ти поминуваш. Седни си.
Виктор или Јан? Овој пат оваа група женските остануваат. Јана останува. Јана останува. Виктор. Е сега, дали еден од нив двајца или сите тројца дома? Што мислите? Виктор, Христијан, Емилија. Од вас може би двајца нема да одат понатаму. Виктор, одиш понатаму. Ајде напред. Нема. Христијан, ова ти е втор пат тука. Емилија, прв пат. Добрата вест е што еден од вас двајца не оди понатаму. Или лоша, или добра, барем не сте двајцата. Режија, дали е еден вечерва или двајца? Еден сепак. Добро. Е, вака ќе направиме сега. Вие си гледате напред. Оној кој што ќе се појави на фотографија позади, не поминува. И тоа први вие ќе го видите. Без ние да го кажеме. Христијан, остануваш? Уште едно девојче го напушти македонскиот идол. Еми, секоја чест, одлично се држеше и се надевам дека ова ти е едно позитивно искуство и ти посакуваме многу успех понатаму. И те очекуваме пак во следните изданија на Идол, да ни се придружиш и заедно да ги изгледаме до самиот крај. Фала ти многу. Драги гледачи, тоа е крај. Вечерва вие одлучивте Еми да го напушти Идолот. Како ги изгледа следниот понеделник македонски Идол, тоа се уште не знаеме. Ќе видиме во понеделник, а следната недела не очекуваат 11 кандидати. Продолжете и понатаму да не Пак гледате. ли 11? 11, да. 10 кандидати. Па се возбуди, сакам уште Еми да ја гледа. Еми ќе ни прави друштво и понатаму. Имајте убава вечер, фала ви за одвоеното време и се гледаме следниот понеделник. Ćao. Поздрав Македонија.